Започнуваме со урбаните вести. Добре дојдовте во нив. Лицата со ниски примања и оваа година нема потреба да доаѓаат во фондот за пререгистрација за остварување на правото на здравствено осигурување. Од фондот информираа дека автоматската пререгистрација ќе биде извршена за лицата кои оствариле нето приход под 144.000 денари и од тие нема потреба да дојдат во фондот. Во продолжение да ги погледнеме насловите за денеска. Водата нема да поскапи. Шилегов ги повлече предлог одлуките од Советот на град Скопје. Прва вакуумска пречистителна станица во општина Газибаба. Македонија дел од одбележување на Европската година на културно наследство. Во Македонија ќе се применува нова 9-валентна вакцина за ХПВ. И денеска високо нивото на загаденост. Цената на водата во Скопје ќе остане непроменета. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на денешната седница на Совет ги повлече трите точки кои се однесуваа за утврдување на тарифите за вода и отпадни води и истакна дека нема да дозволи поради политички одлуки граѓаните да плаќаат поскапа вода. Повлекувањето на одлуката беше поздравена и од опозицијата. Граѓаните на Скопје нема да плаќаат повисоки сметки за вода. Денеска градоначалникот Петре Шилегов на седница на Совет ги повлече трите одлуки со кои требаше да се утврди тарифата за вода и отпадни води, со што сметките за вода ќе беа повисоки. Тој истакна дека точките ги повлекува бидејќи е извршена финансиска анализа во јавното предпријатие Водовод и канализација и регулаторната комисија ја заснова одлуката на нереални потреби на граѓаните. Тој додаде дека додека е тој градоначалник нема да дозволи граѓаните да плаќаат повисоки сметки за вода поради политикански мотиви, а сите потреби за сервисирање на јавното предпријатие ќе се направат со домаќинско работење. Предвид дека по извршена длабинска анализа на финансовата состојба на работењето на јавното предпријатие Водовод и канализација, имајќи во предвид дека се политикански мотивите на регулаторната комисија за утврдување на нови цени на водите, имајќи во предвид дека регулаторната комисија не ја заснова својата одлука на реалните факти и показатели за потребите на граѓаните на град Скопје, предлагам точката 25, 26 и 27 да се стимнат од дневниот ред, додека сум јас градоначалник на градот Скопје, граѓаните на градот Скопје заради политикански одлуки на партизирани органи од минатото нема потреба да плаќаат поскапа вода. Водата во Скопје ќе остане со истата цена, а ние со домакинско работење ќе ги сервисираме сите потреби на јавното предпријатие Водовод. Советниците од редовите на ВМРО ДПМН ја поздравија одлуката на градоначалникот за повлекување на точките за поскапување на сметките за вода и истакнаа дека се наоѓаат на иста линија и ја поддржуваат одлуката на градоначалникот. Предлог одлуките кои денеска беа повлечени од Советот се однесуваа за тарифа за снабдување со вода за пиење, тарифа за собирање и одведување урбани отпадни води и тарифа за прочистување отпадни води за период 2018-2020 година. Во текот на минатата година се откриени нови 300 случаи со рак на грло на матката во Македонија. По повод одбележувањето на Европската недела за борба против рак на грло на матка, која трае од 28 јануари до 4 февруари, министерот за здравство Венко Филипче рече дека ова е болест која може да се превенира со вакцинација, а наскоро треба да се изведува со 9-валентни вакцини. Но најважно е да се поткрене јавната свест кај жените за редовни контроли и тестови. Нови 300 случаи со рак на грло на матката се откриени во текот на минатата година во Македонија. Ова е болест која може да се превенира со вакцинација, а наскоро треба да се изведува со 9-валентни вакцини. Најважно е да се покрене јавната свест кај жените за редовни контроли и тестови, беше посочено на денешната пресконференција по повод одбележувањето на Европската недела за борба против рак на грло на матката, која трае од 28 јануари до 4 февруари.
Министерот за здравство Венко Филипче истакна дека Министерството е посветено на спроведување на скрининг програмата за жените од сите возрасти и најави дека од годинава ќе се направи надградба на системот и резултатите од ПАП тестовите ќе се добиваат многу побрзо. Минатата година се прегледани 27.000 жени меѓу 46 до 60 години и кај 87% наодот бил негативен, а кај 13% позитивен и тоа за ХПВ инфекции и ЦИН-1. Годишно се откриваат од 2 до 3 случаи со карцином на грло матка. Министерството за здравство апелира до жените редовно да се јавуваат кај своите матични гинеколози на прегледи. Ова е болест која може да се превенира, која дури доколку се открие во рана фаза, може да се превземат мерки за лекување, со што таа целосно може да се излекува. Горан Димитров од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство и председател на Сдруженијето за ХПВ на Република Македонија рече дека новата 9-валентна вакцина е одобрена од Светската здравствена организација и е против 9 типови ХПВ, што се причинители на 92% од цервикалниот карцином. Ова, како што посочи, е изум на 21 век и од Исонија индиректно се штити од малигна болест. Во Јурумлери во тек е изградба на првата вакуумска пречистителна станица во општина Газибаба, но и во Република Македонија. Градоначалникот на општината Борис Георгиевски информираше дека со ова ќе се решат проблемите на околу 3500 жители во Јурумлери. Во населеното место Јурумлери во тек е изградба на првата вакуумска пречистителна станица во општина Газибаба и во Република Македонија. Оваа пречистителна станица ќе ги реши проблемите на околу 3500 жители во Јурумлери. Ова е најголемото рурално место на потегот помеѓу реката Вардар и автопатот. Денеска на местото каде се гради пречистителната станица беше градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, кој рече дека ризикот кој постои во ова населено место се подземните води и големиот број на септички јами, а со изградбата на вакуумската пречистителна станица овој проблем ќе се реши. На овој потфат се нафати општина Газибаба меѓу првите да го реши проблемот со фекалната одводна канализација во населено место Јурумлери. Ова е најголемото рурално место на потекот помеѓу реката Вардар и автопатот. Ризикот во моментов кој што постои во населено место Јурумлери се подземните води и во оваа област постојат премногу септички јами, кои се голем еколошки проблем и со изградба на оваа фекална вакуумска мрежа, овие ризици целосно ќе се елиминираат. Секако ќе се подобри квалитетот на животот на жителите од населеното место Јурумлери со изградба на пречистителна станица со мониторник и команден пулт, вакуум помпи и примена фекална мрежа во должина од 4 км до крајот на 2018 година. Градоначалникот Георгиевски додаде дека до крајот на 2018 година ќе заврши изградбата на пречистителната станица, а потоа ќе следува втората фаза, односно приклучување на домаќинствата кон овој систем. И денеска продолжува аерозагадувањето, високо ниво на загаденост има на повеќе локации, особено кај ректоратот со 258 микрограми на метар кубен. Инспекцијските служби се на терен за да ги контролираат индустриските капацитети, а од Министерството за заштита на животната средина најавуваат дека вонредните мерки против аерозагадувањето ќе продолжат и утре. Аерозагадувањето продолжува и денеска. Мерните станици покажуваат високо ниво на загаденост на повеќе локации во Скопје. Најголема концентрација на загаденост има во Скопје кај ректоратот со 258 микрограми на метар кубен, Миладиновци 229, Лисиче 222, Газибаба 217 и Карпош 201 микрограми на метар кубен. Втор најзагаден град во Македонија е Велес со 178 микрограми на метар кубен. Од Министерството
Институтот за заштита на животната средина, инспекторите се на терен за да ги контролираат индустриските капацитети, дали го преполовиле производството на половина, а во вонредни контроли се излезени и инспекцијските служби на општините. Ниту една фабрика, па и Скопско усје нема дозвола за горење гуми, велат од Министерството. Оттаму најавуваа дека вонредните мерки против аерозагадувањето ќе продолжат и утре. Управата за заштита на културното наследство ја подготви годишната програма за одбележување на Европската година на културно наследство 2018. Годишната програма на Управата за заштита на културното наследство ќе вклучува повеќе проекти и активности за популаризација на нашето македонско, но и европско културно наследство и негово поголемо приближување до пошироката јавност. Под слоганот "Нашето наследство – европска вредност", Македонија ќе се приклучи кон прославувањето на 2018 година како Европска година на културното наследство. Годишната програма за одбележување на Европската година на културното наследство ја подготви Управата за заштита на културно наследство, а ќе се реализира заедно со делегација на Европската унија. На презентацијата на програмата, збогатена со настап на група од културно-уметничкото друштво Танец, која изведе песна со гласоечко пеење, заштитено од УНЕСКО како недвижно наследство, се обрати министерот за култура Роберт Алагјозовски. Тој истакна дека програмата вклучува бројни содржини, преку кои уште еднаш заеднички ќе ги демонстрираме нашите заложби за потемелна грижа за нашето културно наследство, но и нашите заложби за нагласување на неговата европска димензија. Ќе реализираме настани, конференции, експертски дебати, промоции, преку кои ќе истакнеме симбиозата меѓу европските вредности и македонската култура. Ќе прикажеме еден нов, модерен и рафиниран начин на културна интеракција помеѓу минатото и сегашноста, помеѓу историјата и современото живење, помеѓу археологијата и современиот културен идентитет на македонскиот народ, напластен низ вековите на континуирана креација и долготраен развој на репрезентативното творење. Каде и да погледнете во Република Македонија, ќе наидете на археолошки локалитет, на средновековни цркви и џамии, на еклектична градска архитектура. Тука е и богатството на нашата фолклорна традиција, обичаите и традициите кои се пренесуваат, како што видовме, и на помладите генерации. Според директорката на управата Елеонора Петрова Митевска, годишната програма на Управата за заштита на културно наследство ќе вклучува повеќе проекти и активности за популаризација на нашето македонско, но и европското културно наследство и неговото поголемо приближување до пошироката јавност. На основната цел на ова европска иницијатива е да се промовира значењето на европското културно наследство и да се зајакне свеста за заедничката европска историја и вредности. Предвидените активности и проекти на земјите членки на Европската унија во рамките на оваа иницијатива ќе опфатат неколку теми со посебно внимание на вклученоста на населението, односно на популацијата од најразлична возраст во зачувувањето на културното наследство. Тука имаме неколку подтеми кои што би сакала да ги поделам со вас. Значи, првата е споделено наследство, културното наследство кое што ни припаѓа на сите, потоа наследството во училиштата, децата ги откриваат највредните богатства и традиции на Европа, потоа младите и наследството, младите луѓе кои му даваат нов живот на културното наследство. Евроамбасадорот Самуел Жбугар истакна дека 2018 година како Европска година на културното наследство ги слави нематеријалните и материјалните достигнувања на човештвото. Со одлука на Европскиот парламент и Советот на Европската унија, 2018 година беше прогласена за Европска година на културното наследство. Целта на иницијативата е да го промовира значењето на европското културно наследство и да ја зајакне свеста за заедничка европска историја и вредности. Активностите и проектите на земјите членки на Унијата во рамки на оваа иницијатива ќе опфатат неколку теми со посебно внимание на вклученоста на населението од најразлична возраст во зачувување на културното наследство, одржливоста на културното наследство во процесот на транзиција и во туризмот, зачувување на културното наследство со акцент на зачувување на културното наследство во
безопасност и иновација во насока на подобрени вештини на професионалците од областа за заштита на културно наследство, како и на сите оние кои се вклучени во негово зачувување и презентација. Република Македонија, иако се уште не е полноправна членка на Европската унија, Управата за заштита на културно наследство го препозна значењето на дадените рамковни теми на годината, кои се блиски до незините заложби, и изготви програма под слоганот "Нашето наследство, европска вредност" и мотото "Кон споделена одговорност за заштитата на културното наследство". Проектот за интервентна поддршка СОС Детско село Македонија обезбедило храна за солниште, хигиенски услови, пристап до информации за над 170.000 лица од најранливите категории. Како што информираат од СОС Детско село, целта на проектот беше психосоцијална поддршка и заштита на децата бегалци. На завршната конференција од проектот за интервентна поддршка СОС Детско село Македонија денеска информира дека обезбедило храна за солниште, хигиенски услови, психолошка поддршка, образование, медицинска нега и пристап до информации за над 170.000 лица од најранливите категории. Проектот за интервентна поддршка почна во август 2015 година, откако во Западен Балкан пристигнаа голем број бегалци од конфликтните зони, а го реализираа 55 стручни лица. Неговата цел беше психосоцијална поддршка и заштита на децата, овозможување на комуникација и пристап до интернет. За своја цел имаше да се спречи одделување од семејствата, обезбедување на храна и непрехранбени производи, како и соодветна инфраструктура за безбеден престој и транзит на бегалците. Председателката на управниот одбор на СОС Детско село Македонија, Зорица Серафимовска Арсовска, посочи дека лицата кои работеле на проектот се труделе да создадат средина каде децата ќе се чувствуваат безбедни, згрижени и среќни, со што барем за миг ќе им се овозможи да ги заборават страдањата и маките низ кои поминале. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека утре без електрична енергија ќе останат неколку скопски општини. Станува збор за општините Ѓорче Петров, Центар и Чаир. Корисниците од дел од улицата Манчу Матак во општина Ѓорче Петров утре од 9 до 13 часот и 30 минути ќе останат без напојување со електрична енергија. Од 11 до 14 часот без струја ќе бидат и дел од корисниците од улиците Христо Чернопеев и Славејко Арсов, мали куќни броеви во општина Центар. Од 8:30 до 15 часот и 30 минути село Инџиково, а од 8 до 12 часот улиците Никола Малешевски од број 1 до број 7 и Васил Чакарев од број 2 до број 14, како и дел од улицата Благоја Паровиќ во општина Чаир. Како што информира регионалниот Центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведувањето планирани технички зафати во дистрибутивната мрежа од страна на екипите на Евна Македонија АД. За утре не очекува сончево време со умерена облачност, во западните делови значително облачно. По одделни котлини ќе има појава на утринска магла. За температурите по градови дознаваме од МТМ Метео.
Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, останете понатаму со програмата на МТМ. Повеќе информации имате на mtm.mk. Довидување.